Министерот за одбрана Зоран Јолевски во Пентагон, Вашингтон, ќе оствари работна средба со помошникот на секретарот за одбрана на Соединетите Американски држави Дерек Колет, задолжен за меѓународни безбедносни работи. Според Министерството за одбрана на Република Македонија, двајцата меѓу другото ќе разговараат за одбранбената соработка и за идниот ангажман на АРМ во новата мисија во Авганистан, одлучна поддршка. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска во Милано, Република Италија, присуствува на Европскиот министерски состанок за намалување на ризици од катастрофи. Состанокот е дел од рамката за намалување ризици по 2015 година. Обезбедување поголема здравствена заштита на бремената жена, мајката родилка и незиното дете ќе овозможи поголема вклученост на жената на пазарот на трудот, сметаат учесниците на работилницата средина што го поддржува семејството преку подобрена заштита на мајчинството, која се одржува во организација на Меѓународната организација на трудот и Министерството за труд и социјална политика. Македонија е меѓу земјите кои имаат најголема усогласеност на националното законодавство со Конвенцијата за заштита на мајчинството. Треба да се работи на унапредување на примената на законодавството за што е потребна свест и кај работодавачите, како и промоција на можноста породилното отсуство да го земаат и татковците, беше посочено на работилницата. Во присуство на премиерот Никола Груевски и градоначалникот на град Скопје Гоце Трајановски почна прочирувањето и реконструкцијата на улицата Јордан Мијалков, поранешна железничка во Скопје. Улицата ќе добие уште една коловозна лента, има странично зеленило од 1,5 метар, сервисна улица под целата должина и надолжен паркинг. Вредноста на оваа инвестиција е 47 милиони денари, од кои 43 милиони се за градежните работи и 4 милиони за уличното осветлување. Според Трајановски, градежните работи би требало да завршат за 150 работни дена, а доколку нема никакви проблеми во врска со подземните инсталации, би можело и порано. Водата во Јорданското езеро е безбедна по здравјето на капачите и со подобар квалитет во однос на претходните години, покажаа последните анализи направени во Центарот за јавно здравство. Мострите се земени од 5 мерни места и покажаа дека водата е од прва и втора категорија, а само на некои места од трета категорија и дека нејзиниот квалитет според важечките стандарди е многу подобрен. Според физичко-хемискиот состав, водата во Јорданското езеро има зголемена матност, што се должи на самата подлога во езерото, но тоа нема негативно влијание врз здравјето на капачите, посочуваат од Центарот за јавно здравство. Македонија е пред нов инвестициски бум. До крајот на годинава во земјава треба да почнат и да се градат повеќе фабрики на странски инвеститори. Дел од нив ќе почнат да работат и во веќе постоечките погони како браунфилд инвестиции. Најголемите 5 нови инвеститори кои одбра Македонија како дестинација за лоцирање на нивното производство, односно како место за правење бизнис, се Веибо, текстилниот гигант кој ќе прави и челични профили, КСС кој ќе ја врати индустријата во Кичево, германски ОДВ Електроник, Енергија Лимитед од Киев, а и неколку италијански компании најавија своји инвестиции во Македонија. Хрватскиот европратеник Андреј Пленковиќ е новиот подпредседател на најсилниот комитет во Европскиот парламент, Комитетот за надворешни работи или АФЕТ. Тој вети дека во сите своји активности на АФЕТ ќе поттикнува расправи и предлози за отворање на преговорите за членство на Република Македонија во Европската унија. Директната штета од катастрофалните поплави кои неодамна ја погодија Србија изнесуваат 810,1 милион евра, додека губитоците изнесуваат 661,9 милиони евра, се наведува во официјалниот извештај за проценка на штетата од поплавите кој го усвои владата на Србија, а кој ќе биде представен на донаторската конференција во Брисел на 16 јули. Израелската армија почна голема воена офанзива против владеачкиот Хамас во појасот Газа. Во операцијата погодени се најмалку 50 цели на палестинската територија. Според армијата нападнати се куќи на палестински борци каде биле скриени ракети.